Откровение 17 глава. Го имаме описот на блудницата. Читаме тамо од 1 до 5, доволно ќе биде. Откровение 17 глава. И дојде еден од 7 ангели, кои ги имаа 7 чаши, проговори со мене и рече: дојде да ти ја покажам пресудата на големата блудница, која седи на многу води, со која блудствуваа земните цареви, а жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. Видете, вели, жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. Претходниот стих вели, блудницата која седи на многу води. Ако читате во 15 стих од истата глава, вели, водите што ги виде, каде што седи блудницата, тоа се луѓето и множествата, народите и јазиците. Далеку сежно, сеопфатно влијание има оваа блудница, овој систем. И ме одведе, 3 стих, во духот во пустината и видов жена како седи на црвен звер, кој беше полн со богохулни имиња и имаше 7 глави и 10 рогови. А жената беше облечена во пурпурно и во црвено и украсена со злато и со скапоцени камења и со бисери, држики во својата рака златна чаша, полна со гнасотија и нечистота од незиното блудство. Значи, убава, атрактивна, богато облечена. Има нешто во оваа жена, има нешто во оваа блудница што е толку атрактивно, што е толку привлечно, да за сите жители на земјата се напијат од виното на незиното блудство. Да сите тргнат по неа, под зверот, нели, како што вели во 13 глава, Откровение, првиот звер. И видовме веќе дека Вавилон е символ на гордоста, символ на пркосот против Бога. Видовме минатиот пат дека тоа е систем на направи сам, спаси се сам. А денеска ќе видиме дека и опфаќа и е символ на независност од Бога, или самозависност, или самодоволност. И сите овие карактеристики може да ги има секој човек. Значи, независно од тоа каде се наоѓа. Значи, не е Вавилон само отпаднат систем, отпадната црква, блудницата со незините керки. Туку секој човек, односно човек, може да се наоѓа во било која заедница, може да се наоѓа во Божјата црква, а сепак преку овие карактеристики всушност да се наоѓа во Вавилон. И за него, како и за секој, гласи повикот: излезете од неа, народе мој. Повикот во 18 глава Откровение, оној 4 ангел. Да, и во втората ангелска вест, всушност, нели, оној 4 ангел е засилување на втората ангелска вест. Повторување и засилување. Значи, некојаш може би, ево, последно време посебно, барем тука кај нас, а верувам и глобално е случајот, зошто се нема силата да се проповеда тоа ангелската вест, која што е вест за последното време? Одговорот е, што неколку пати го повторихме и го дадовме за време на пуката, затоа што се нема силата на Духот Свети, тоа е да. Меѓутоа, дали може би заради тоа што и Божиот народ се уште наоѓа во Вавилон? Сега како ќе повикате, зборувам поединци, нормално, верувам дека Бог има свој народ, своја црква и се знае која е црквата во која што и јас членувам, тоа е адвентистичката црква, меѓутоа зборуваме поединечно. Зошто се нема сила да се викне, да се повика, да му се каже на другиот излези од Вавилон, затоа што можеби јас сум се уште во Вавилон, како ќе повикувам друг? Затоа што јас сум се уште опиен, да кажам, од тоа вино на незиното блудство. Затоа што можеби, како што видовме минатиот пат, делумно се подпирам на себе, делумно се подпирам на Бога. Тука немаме успех. Како што вели во Евреите 12 глава 1 стих,
Ќе отвориме за момент таму, Евреите 12 глава, 1 стих. Еве само што добив известување дека од сестра Зорица дека преносот е добар, фрона Бога. Побарав да барем некој каже какво искуство сега со YouTube ќе имаме. Значи Евреите 12:1. Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно, и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Сите се наоѓаме на оваа трка. Секој од нас има некој грев, можеби кој што не сплеткува лесно. Но кога зборуваме што е тоа што ги надминува сите граници на нации, на јазици, на луѓе, кој е тој грев кој што е насекаде присутен и лесно не сплеткува секој од нас, е токму тој грев. Само задоволност, само зависност, само доволност, живот без Бога, односно живот на свој начин. Подпирање на себе, а веруете гордоста, која што највеќе го символизира, е присутна кај Вавилон, затоа и во 18 глава читаме дека се исполни со секакви нечисти животни и духови и се, затоа што видовме од претходните предавања дека гордоста создава темел и почва за да бидете обседнати од нечисти демони. Тоа е резултатот во Вавилон го гледаме. Значи, гордоста и подпирањето на себе си како сијамски близнаци буквално одат заедно. Можно ли е да си меѓу Божиот народ, а да имаш проблем со гордоста и самодоволноста или самозависноста? Или да си, да кажам така, независен од Бога? И те како е можно? А тоа нели значи да си во Вавилон, како што кажам. Еве ќе видиме примери, значи денеска ќе видиме во остатокот од времето што е пред нас неколку примери на библиски верници, луѓе, библиски карактери, и тоа луѓе кои што биле великани, би рекол, значи посебно истакнати луѓе во верата. Да го земеме Давид за пример, првен, затоа ќе отвориме во прва книга Самуилова, 17 глава. Прва книга Самуилова, 17 глава, ќе читам од 42 до 47. Давид почнал супер, многу добро. Че ова што го гледаме кај Давид, замисли си цела војска израелска треперела пред големиот филистеец, пред Голијат. И читаме сега од 42 стих овде во 1 Самуилова 17 глава, вели: а кога филистеецот погледна и го виде Давида, го презе заради неговата младост. Вчера, мислам, дали брат Зоран беше покажувајќи на Нихет, па му викаше: Давид бил како тебе, низок, малец, не знам колкав бил. Меѓутоа, секако детиште во тој период, наспроти големиот Голијат. Значи беше младенец, румен, со убаво лице. Затоа филистеецот му рече на Давида: зар сум јас пес? Куче ли сум јас? Да идеш против мене со стапови? И почна да го проколнува Давида со своите богови. Потоа филистеецот му рече на Давида: дојди кај мене, за да им го дадам твоето месо на небесните птици и на земните зверови. А Давид му одговара на филистеецот. Еве како почнал Давид: ти доаѓаш против мене со меч, со копје и со штит. И ова е клучното за успех. А јас одам против тебе во името на Господа на силите. Еве ги видовме апостолите како почнале со таа рана црква. Во име Христово. Се што правеле, во име Божие правеле. Давид вели: ти доаѓаш против мене со меч, а јас одам против тебе во името на Господа на силите, Бога на израелевите чети кои ти ги предизвика. Повторно 46 стих читаме, вели: денес Господ ќе те предаде во мојата рака и јас ќе те убијам. Јас сум само средство во неговите раце, Господ ќе те предаде, јас само треба да извршам екзекуцијата. Така се случи. Дори и со мечот на Голијат па му било отсечено главата. И вели: ќе ја симнам твојата глава и уште денес ќе им го дадам твоето мртво тело
и телата на филистејската војска, на небесните птици и на земните зверови. Сета земја ќе знае дека има Бог во Израел. На Давида во устата му е само Бог. Во негово име одам против тебе. Господ ќе те предаде во мојата раце. Сета земја ќе дознае дека има Бог во Израел. 47 стих. И сиот овој собир ќе знае дека Господ не дава победа со меч ни со копје, зашто Господ е господар на битката и тој ве предава во наши раце. Многу силни зборови. Многу добар почеток на Давид. Целосна зависност од Господа. Целосно се подпрал на Господа, затоа ја извојувал оваа битка со големиот Голијат. И не постои Голијат во нашиот живот, не постои джин. Не треба да го имаме оној комплекс на скаколец, како што знае сестра Олгица често пати да кажеме, наспроти джиновите, хананците. Туку треба да гледаме на Господа, затоа што Господ е поголем од сите нив. Подпирајќи се на Него. Но што се случува? Значи, подоцна, Давид се прославува низ неколку битки. Саул го зема и Давид ќе се прослави низ неколку следни битки и доаѓа во ситуација во 18 глава, таму читаме во 7 стих, прва Самуилова, знаете, она песна, Јани ја спомна од неодамна, кој што жените ја пееја, Саул погуби илјада, а Давид десетици илјади. И какво сега ова влијание имало не само на врз Саул какво влијание имало, тоа не го кажуваше брат Јани, меѓутоа имало влијание врз Давид. Какво влијание? Тоа е тоа. Да го удри славата во глава, да? Не е дека Давид бил некој голем војсководец, па такви битки добивал. Што било поентата? Знаете, многу е лесно, едноставно е. Кој беше господарот на битката? Господ. Одам кај Господа, Господе, што треба да правам? Господ ти кажува што треба да правиш. Може би каква стратегија да преземеш, кај да ги поставиш своите војници и така натаму, и битката е загарантирана. Дори некојаш и без оружје, нели? Мислам често пати без оружје се случувало. Не е Давид војсководецот, туку неговата поврзаност со Господа. Тоа е решението. Но сега, откако, нели, му удрила славата во глава, како што рече Јани, полека почнал таа зависност од Бога, полека да ја губи, да кажем. Да ја намалува. Заедницата му фалела, веројатно. Оно што и минатиот пат го кажавме. Може би најголемиот индикатор дека сме западнале во тој вавилонски систем на направи сам или спаси се сам е токму тој недостаток на заедница со Господ. Че не е доволно само да се нахраниме денеска во сабота овде, туку треба секој дома да има лична заедница со Господа, токму таа ќе не одржи. Давид почнал тоа да го губи. И знаеме каде паднал. Еден ден, наместо да биде таму во битката, му шарале очите, ја здогледал жената и направил страшни гревови. Големиот Давид, кој што Господ ќе го нарече човекот по моето срце. Значи не бил имун на ова. И ова е навистина еден голем проблем човечки, знаете. Може човек многу лесно да се возгордее, може човек многу лесно да стане само зависен, да се подпре на себе. Замисли си, пастор во моја функција, на моја позиција, да, пример, јас и Јани сме тука колеги, фала му на Бога, ми дава сили да се борам против тоа, меѓутоа, да речеме, Јани ќе застане на катедра и ќе собере 30 души, после Борче ќе застане и ќе собере 10 души. Тоа може да има, нели, поинаков ефект, меѓутоа, ако е спротивна сликата, јас ако застана овде и соберам 30 души, кога ја ги соберам, меѓутоа а после Јани застане и собере 10 души. Каков тоа ефект може да има врз мене? Многу лесно човек паѓа на ова, многу лесно може да паѓа. Таа гордост и таа самозависност, подпреност на себе. Го видевме тоа кај Давид. Соломон, неговиот син, добро тргнал.
Читаме во Прва Цареви 2 глава. Прва Цареви 2 глава, од 1 до 3. Кога Давидовите денови се приближија до својот свршеток, Давид му заповеда на својот син Соломон: сега поаѓам на патот на сите смртници, ти биди храбар и покажи се маж. Трети стих. Слушај ги наредбите на Господа својот Бог, оди по неговите патишта, држи се за неговите закони и наредби, за неговите поуки, како што е напишено во Мојсиевиот закон, за да успееш во се што ќе преземеш и секаде кај што ќе се завртиш. Да успееш во се. Ова иста порака ја прима и Исус Навин. Ако се гледате во првата книга, првата глава од Исус Навин. Подпри се на Господа целосно и тогаш ќе имаш успех во се. Ова е пораката на Давид, кој што, нели знаеме дека се покаел и ја возобновил заедницата со Господа и сега му дава совет на својот син. И Соломон добро тргнал во 3 глава од Прва Цареви, 5 и 6 стих. Што вели? Што побарал од Бога? Мудрост, како да го води народот. Во Гаваон Господ се јави на Соломон на ноќе во сон. Бог рече: барај што да ти дадам. И Соломон одговори: многу наклонет беше кон својот слуга Давид, мојот татко, зашто одеше пред тебе во верност, справедливост, честност на своето срце и му ја запази таа голема милост и даде еден од неговите синови да седи на неговиот престол. Сега, о Господи, ти го направи цар својот слуга, 7 стих, на местото на мојот татко Давид, а јас сум уште сосем млад, те уште не знам да владеам. Твојот слуга е според народот што си го избрал, народ броен што не може ни да се избори, ни да се опфати со попис. Дај му на својот слуга проницливо срце, дај му мудрост, за да може да му суди на твојот народ, да разликува добро зло, зашто кој би можел да управува со твојот народ кој е толку голем? Барал мудрост и добил мудрост. Но сума сумарум можеме кажеме како за еден од најмудрите направил толку многу глупости во својот живот. Ете и Соломон. Затоа што полека, но сигурно ја губил таа зависност од Бога. Го залажале богатствата, жените, популарноста и така натаму и така натаму. Јас секојаш кога имам прилика некојаш да зборувам со млади од света, не само млади од денеска, таков е начинот, стилот на живот, тоа го бутка самиот ѓавол, верувам, за да луѓето ги одвои од Господа и да ги заведе со најразноразни уживања на овој свет. И секојаш им велам, сетите се, колку на оние што знаат, може би што читале, меѓутоа го спомнувам Соломон, кој што немал, се што му душа сакала. И пеачи, и пеачки, и пари, и жени, и се, и на крајот заклучи дека сето тоа е суета. Нема вредно ништо во тоа. Нема смисла таквиот живот. И фала му на Бога што тој тоа на крајот и го заклучил и се вратил кај Господа, па можеме да ги читаме тие прекрасни пословици од него, прекрасни мудрости, како и книгата Проповедник, каде што баш зборува за таа суета и суетниот живот. Но, еве, ги гледаме Давид, го гледаме Соломон. Големи луѓе, верни луѓе, кои што добро тргнале, потоа лошо продолжиле, фала му на Бога, добро завршиле, овие двајца. Да го земеме Мојсей. Мојсей кој што имал таква тесна заедница со Господа, лице в лице да разговара со Бога. Да, знаеме дека лошо почнал. Мислел дека во своја сила може да го направи избавувањето на Божиот народ, па му требале после 40 години тренинг со овците, понизност и така натаму. И тргнал во тие 40 години од третата етапа од неговиот живот да го изведува народот низ пустината, Божиот народ. И што се случува таму? Цело време е послушен, да, кроток, еден од најкротките луѓе, што ги познаваме. За да на крајот таму пред самиот влез во Ханан, киксне, да кажеме така. Во 20 глава Броеви,
момент кој што може да те одвои од Господа, да се свртиш кон себе, само еден мал момент на свртување кон себе и можеш да се срушиш, како кула од карти. 20 глава Броеви, од 9 до 12. Мојсей го зеде жезалот од пред Господа, како што му нареди, нели? Ова е вториот случај со карпата, кога требало само да и рече на карпата. Така им било заповедано, да им речат на карпата и карпата ќе даде вода. Потоа Мојсей и Арон го собраа народот пред карпата, па Мојсей им рече: чујте, бунтовници, дали ќе ви извадиме вода од карпава? Често пати сме зборувале на овој стих. Дали можеме ние да ви извадиме? Дали сакате ние да ви извадиме вода од карпата? Кој вие? Кој беше тој кој што ја даваше водата? Кој беше тој кој што ја дава маната секој ден? Кој е тој кој што денеска ни дава и живот, и вода, и леп? Ние сме тотално зависни од Господа во секој поглед. Тоа треба да го сватиме. Еден мал кикс. Ние ли да ви извадиме вода? Славата кон себе, свртеност кон себе, само доволност. И Мојсей ја подигна раката и удри со жезлот 2 пати по карпата и потече вода. Да, заедницата и добитокот се напија. А Господ им рече во 12 стих на Мојсей и на Арона: бидејќи немавте вера во мене, за да ја јавите мојата светост пред очите на израелевите синови, вие нема да го воведете народот во земјата што му ја дадов. Тоа ќе биде Исус навек. Горед Бог е милостив, па само затоа што Мојсей се покајал. Не влегол, да, не успеал, ги ја видел со очи, не влегол во Ханан, меѓутоа па затоа потоа Господ ќе го воскресне и ќе го однесе на небо. Но пуката е таа, дека и големиот Мојсей, кроткиот Мојсей, што имал таква тесна заедница со Господа, 40 години ти да водиш така непослушен народ, како што ги нарекува овде овој стих бунтовници, кој што прочитав. Не е лесно. Апсолутно не е лесно. 40 години. Морал да има тесна заедница со Господа, никако поинако не би успел. Но еве, и тој кикснал. И тој паднал. Тоа не е дошло сигурно така одеднаш, туку постепено, но постепено, полека почнал, значи, да ја запоставува таа заедница со Бога и дошол падот. Така и кај нас. Не се случува да работите наеднаш. Можеме да ги спомнеме тука Аврама. Аврам да го спомнеме. Аврам, големиот Аврам, таткото на верата. Пријател Божие, наречен. Ако се потпрел на Господа целост, немало потреба да лаже за неговата жена. Да се искористи, со така да кажеме, како ја викаат бела лага, не знам, деломна вистина. Тој кажал деломна вистина, меѓутоа деломно издржал. Полувистина. Нема потреба да лаже, нема потреба да превзема своји чекори под наговор на својата жена подоцна, нели, за да го дадат тие свој придонес во исполнувањето на Божито ветување. Мислам што е сулудо, меѓутоа тоа е тоа. Ете и Аврам кикснал, паднал на тоа. Јаков знаел му било откриено дека тој ќе го добие првенството. Зошто морал да ги прави тие финти со мајка? Па потоа 20 години учил лекција. Видите, некој е потребен подолг период да се научи лекцијата. Зависно од тоа какви сме, колку сме слаби на тоа. Дури на Јавок, таму кај потокот Јавок, ќе научи лекцијата во онаа борба со самиот Исус. Илија исто таков впечатлив пример, не мора да читаме, го знаеме сите. Во еден ден, видите колко е слаб човекот, кој ќе се одвои од Господ, кој ќе погледне на себе. Во еден ден разлика. Предходниот ден, огромна победа на Кармел, прослава на Божјето име, пред сите тие лажни пророци кои што ќе го изгубат животот во тој ден, пред Изавела, пред царот, пред сите што биле присутни, и кој Изавела не била. За да следниот ден, се исплаши и побегне само од гласот што допрел до него
пораката од Језавела што е. И неверојатно сме зборували за тој пример, трчал и тоа, трчал со километри, трчал, бегал, замислите Кутриот, Илија, колко е слаб човекот. Се до Синај, да, се скрил во пештерата таму. Па Господ морал да го извлекува, да му каже дека не му е местото таму. Колко е слаб човекот без Бога. И големиот Илија. Езекија го спомна минатиот пат брат Јани, минатата сабота поплавне. Побарал продолжување на животот, го добил. Меѓутоа што направил? Кога сето тоа предизвикало внимание кај вавилонците кои дошле да го посетат, ајде да читаме Втора Цареви, тука неколку стиха, Втора Цареви 20 глава. Тоа беше всушност главата за која што ти праша минатиот пат. Каде се наоѓа? Втора Цареви 20 глава, 12-13 стих. Втора Цареви 20, 12 и 13. Во тоа време вавилонскиот цар Веродах Валадан, синот Валаданов, му испрати на Езекија писмо со подарок, зашто беше чул дека се разболел и оздравил. И не само тоа, знаете, она чудо што ќе го направи Господ, тоа не било неприметено од вавилонците кои што ите како биле се бавеле со астрологија и така натаму. 13 стих, Езекија се израдува од тоа, овие доаѓаат кај него и сега место да го прослави Господа, им покажува што се има. Како да е негово. Навуходоносор. Истата таа слабост. Значи, им ги покажа на противниците својата благајна, среброто, златото, мирисите, мирисливото масло, својата ружница и се што беше во складовите. Немаше ништо во неговиот дворец и во сета негова управа што Езекија не им покажа. Замислете си. Буквално ги провел на секоја соба таму во дворецот, се им покажал се што има. Воопшто да не го спомне Господ. Ете колко е слаб човек. Во Новиот Завет го имаме Петар како исто така како пример. Петар, подосна водачот на црквата, меѓу еден од водачите. Оди по вода. Единствениот кој што покрај Христа го направил тоа. И може да мислиме само нели во Библијата го нема, баш што е описано, Елен Вајт ни кажува. Се свртел назад кон неговите соученици и погледнете ве, слабаци вие, ништо не можете видите ја што правам. И веднаш во истиот миг потонал. Видите колку треба човек да падне, да потоне, да пропадне. Во миг кој ќе заборавиш на Господа. Кога сваќаш, кога мислиш дека самиот на себе си доволен, уствари си никој ништо, без Господа. И сите овие луѓе што ги видовме, сите овие луѓе биле Божии луѓе, силни луѓе, верни луѓе, но сите паднале, сите кикснале на ова. Тоа е гревот кој што толку многу лесно може да не сплетка секој од нас. Тоа е слабост на грешната наша човечка природа. Да се подпреме на себе наместо на Господа. Да отвориме сега на крајот во Откровение 18 глава 4 и 5 стих и да се подсетиме на повикот на така наречениот четврти ангел. И чув друг глас од небото да вели: излезете од неја, народе мој, за да не бидете соучесници во незините гревови и да не ги примите незините зла, зашто незините гревови стигнаа до небото и Бог се спомна за незините неправди. Вавилон е паднат во известна смисла, меѓутоа конечниот пат предстои. Да не даде Господ да се најдеме ние таму, затоа што и ние ќе паднеме. Ние ќе бидеме срушени како вавилонската кула, како кипот на Навуходоносор, кој што го руши оној камен, Божито царство, кој што ќе прерасне подоцна во гора. Значи да, ја имаме троангелската вест, ја имаме веста за овој свет на предупредување, за Вавилон, за лажните учења, за тоа кој е првиот звер, за папството, нели, за Америка, сето тоа го знаеме. Меѓутоа да не биде тоа само интелектуално знаење. Затоа што веста ја имаме, сето тоа го знаеме и јас знам самиот порано ме привлекувале посебно такви теми. Но
Дали може би и покрај тоа ние сме во Вавилон на некој начин? Ако се подпираме на себе, да, што гледа. А многу лесно човек може да падне на ова. Затоа ни е потребна цврста заедница со Господа. Секој ден, ние секој ден треба наново да се раѓаме. Секој ден кога се будиме наутро, Господе, Ти водиме. Господе, нека биде Твоја волја. Мене секојаш ме водат 2 стиха во мојот живот. Тие ми се, би рекол, доволни, не ми треба ништо друго. Нормално, ако не ви сватите погрешно. Нормално, целата Библија е вдахновена и е добра за проучување, за поучување и се. Меѓутоа, 2 стиха. Јован 15:5. Што вели? За лозата и прачките која вели Исус. Без мене не можете да правите ништо. А Филипјаните 4:13? Се можам преку Христа кој ми дава сила. И кај сме ние тука тогаш? Па само тие 2 стиха ќе ја сватиме лекцијата, дека треба целосно се потпрема на Господа. Треба целосно да му се предадеме. Ние сами не можеме. Без Христа не можеме. Со Христа можеме се. Тоа е тоа. Нека Господ ни помогне, нека Господ не благослови, да не западнеме, да не останеме ако сме. Луѓе сме. Слаба е нашата природа. Може да се најдеме, ако паднал Мојсей и Илија, овие великани, можеме и ние да паднеме, меѓутоа да не останеме таму. Да ја обновиме заедница со Господа и да се вратиме кај Него. Нека му е слава. Амин.